Првата фаза за реконструкција на спортската сала започна, но во моментов стагнира. Одговарајќи на советничко прашање, градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски објасни дека по завршување на кровот се јавиле технички проблеми, па на 10 места имало протекување. Се јавија технички проблеми затоа што самата кровна конструкција на салата, која што е стара, поради објектот кој што имал движења, значи не дава еднаква паралела или како што викаат инженерите винкла и рамнотежа, и имаше сериозни проблеми при покривање на кровниот покривач, па прв пат се пуштиме пожарникарски екипи да сипуваат вода за да го тестираме истиот, бидејќи немаше врнежи, па покажа некаде на 10 места дека има протекување, па тоа се санираше, па се намали таа бројка од 10 на 5, па од 5 на 3, сега во моментов на 2. Искрено чекам да помине зимската сезона, да паднат посериозни, ако паднат посериозни врнежи на снег, за да дефинитивно утврдиме дека тој кровен покривач е во целост функционален и затоа и не му се исплатени сите средства на изведувачот кој што има добиено таа работа. Во меѓувреме му е дадено рекламација и верувам дека тоа ќе се реши, за да можеме да ја завршиме внатрешната фаза, бидејќи вие не можете да местите спортска подлога во самата сала додека не го решите проблемот со кровниот покривач. Но како и да имаме обезбедено 11 милиони денари од средствата кои што ни припаѓаат за рамномерен регионален развој. Тие 11 милиони денари требаше да ги реализираме некаде до крај на ноември, но бидејќи и претходниот изведувач кој што е ангажиран и претходната работа е финансирана преку дирекцијата, ние испративме писмо и бараме екстензија за тие средства, за да ни се одобри да можеме да ги користиме тие средства во теком на 2023 година, бидејќи претходно распишуваме тендерска постапка и изведувачот чека да го воведеме во работа за да го менува спортскиот терен и да врши дел на поставување на епоксидни смоли и подови на самата спортска сала внатре. Првата фаза предвидува и реконструкција на санитарни јазли како и монтажа на нови седишта. Димитриевски објасни дека стариот кровен покривач Бакарот е продаден. Стариот кровен покривач Бакарот, за кој што многу се шпекулираше, вика во јавност Максо га украе Бакар. Не го украе Максо Бакар. Значи Бакарот беше собран, уредно складиран, секоја табла која што беше парче поединечно беше одбележена од трочлана комисија со серијски број, складирана во боксерската сала, измерена и превагана на две различни баждарени ваги и општината на попат на јавно надавање, и тоа во моменти на највисока цена на Бакар на берза, некаде мислам дека инкасираше над 8 милиони денари само по тој основ од продажба на Бакарот. Градоначалникот на Куманово информира дека покачувањата и новите цени на градежните материјали предизвикале дополнителни проблеми, но нагласи дека сепак заедно со североисточниот плански регион ќе продолжат да работат на реконструкцијата на најпознатата сала. Дополни дека е оптимистички да се верува дека проектот ќе биде завршен до 2024 година, но без решавање на системот за затоплување, за што се потребни сериозни средства.